Промовирање на стратешките интереси на Македонија за добивање членство во Европската унија и во НАТО, како и запознавање на дел од политичката елита, дипломати и креатори на јавното мислење во Европа, со предизвиците и плановите на државава во однос на одржувањето на предстојните избори и формирањето влада, биле главните теми на разговорите што ги одржа партиската делегација на ВМРО ДПМНЕ со раководниот тим на една од највлијателните think tank организации во Европа, која има седиште во Лондон. На средбата со Чарли Грант, директорот на Центарот за европски реформи, како и извршниот директор на Центарот Иан Бонд, биле разгледани повеќе прашања од кои најголем акцент бил ставен токму на напорите на Македонија да се стави крај на политичката криза и на македонските обиди да добие членство во НАТО. Разговаравме за сите аспекти значајни за Република Македонија. За се она што досега се случувало и како реформи, и како предизвици, и за се она што очекуваме во иднина да се случува и како реформи, и како предизвици, и како планови, развој и се она што е значено за Република Македонија. Станува збор за исклучително познат think tank, кој што има огромно влијание на многу политичари, медиуми и така натаму, така што беше задоволство прецизно да ги информираме за случувањата во Македонија и за она што следува во Република Македонија до изборите и после изборите. Македонија сосема заслужува да и бидат исполнети желбите за членство во НАТО и тоа членство треба што побрзо да се добие. Од такво нешто ќе има бенефит токму за Северноатлантскиот пакт, истакнал Грант на средбата. Таквата изјава тој ја подкрепил со ставот дека Македонија покажала зрелост и при справувањето со бегалската криза со која беше засегната цела Европа. Мислам дека земјите од Европската унија и Велика Британија многу ја ценат улогата што Македонија ја одигра за да се запре напливот на бегалци преку Балканот кон европските земји. Македонија одигра конструктивна улога и сите го препознаа тоа. Одлуката на Република Македонија да не дозволи премин низ незините граници предизвика добра волја кај земјите членки. Делегацијата на ВМРО ДПМНЕ, во која покрај Груевски се и претениците Александар Николовски и Владимир Ѓорчев и членот на извршниот комитет на партијата Никола Поповски, ќе ја продолжи посетата на Велика Британија, во чии рамки ќе оствари повеќе средби со политичари и влијателни личности од јавниот и општествен живот.